Беше тоа на 23 јануари 1862 година, кога во Цариград умре Димитрија Миладинов, македонски народен преродбеник, поет, учител, публицист и научник. Беше собирач на народни умотворби и основач на македонската етнографија. Неговата поезија е со изразит лирски темперамент, а неговото творештво се состои од неколку лирски целини. Заедно со својот брат, Константин водеше организирана борба против практиката на грчката влада врз македонските бодрашја, родене во Струга во 1810 година. На 23 јануари 1901 година во Солун турската полиција ги опси Александар Ников, секретар на Централниот комитет на ТМОРО, и Милан Михаилов, службеник во Централниот комитет на ТМОРО. Тоа беше и почеток на една од најкрупните и најбучните провали која имаше тешки последици за ТМОРО. Беше тоа на 23 јануари 1945 година, кога е роден Тито Петковски, македонски политичар, председател на нова социјалдемократска партија. Пратеник е во Собранието на Република Македонија, во сите пратенички состави од осамостојувањето на Република Македонија. Бил на функција во Градскиот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, Скопје. Председател на Македонското собрание во првиот парламентарен состав, пратеник во трите претходни парламентарни состави. На председателските избори 1999 година беше кандидат за председател на СДСМ и го освои второто место зад кандидатот на ВМРО ДПМНЕ Борис Трајковски. Во врска со победата на Трајковски на овие избори беа ставени сериозни забелешки за изборен фалсификат. По долгогодишното членство во СДСМ на 30 ноември 2005 година Тито Петковски ја формира нова социјалдемократска партија. На 23 јануари 1969 година е роден Никола Ристановски, македонски театарски, филмски и телевизиски актер. Ристановски е роден во чешкиот град Острава, а кога имал 7 години, со семејството се преселил во Тетово. По завршувањето на факултетот за драмски уметности во Скопје, станал дел на Македонскиот народен театар во 1994 година. Во текот на својата кариера играл во над 40 представи и во 15 филмови, при што освоил 28 меѓународни и македонски награди, со што тој е најнаградуваниот македонски актер. Беше тоа на 23 јануари 1991 година, кога е конституирано првото повеќепартиско еднодомно собрание на град Скопје, а за председател бил избран Милан Талевски. На 23 јануари 2005 година Македонија и Тајланд воспоставија дипломатски односи. Беше тоа на 23 јануари 2008 година, кога во спомен куќата на мајка Тереза беше откриена бронзената биста на Тоше Проески. Отворена беше изложба со 27 фотографии од хуманитарните акции на Тоше. Бронзената статуа е дело на вајарот Митко Тошев од Струмица, кој на 25 јануари ја подари на родителите на Тоше. Тука, во дворот на кулата, се наоѓа и спомен плоча на Тоше.